По речиси 3 месеци, Комисијата за заразни болести препорача укинување на полицискиот час, а забранетиот досега за движење период од 19 до 5 часот повторно ќе биде слободна временска зона. Да, добро ќе биде. Слобода. Да. Тоа наубаво на свето. Добро ќе биде. Наубаво на свето. А ја мислам подобро ќе биде за да се пушти. Оти овака како што е сега, луѓето после и нервозни и не можат работите да се ги завршат. 3 месеци ограничување е релативно долг период во кој луѓето стекнаа нови навики. Дали се ќе биде како што беше? Па не да ти кажам. Сега више немаме, не сме луѓе. Ништо. Тоа е, не знам што направи. Зашо е тоа? За нас е многу смет, али за убаво е ово, не е за лошо. Да имаме некои навики, да се пазиме, да се. За некој тежко, за некој не. Некој нема ни да сета. Една од навиките и задоволствата кои короната ги украде е и ритуалот кафе. Од четврток тој најверојатно нема да продолжи. Или ние сме спремни, значи ние сме спремни да се што е во наша моќ обезбедиме за безбедноста на нашите гости и за безбедноста на нашите вработени. Меѓутоа забелешките кои стоат и кои се издржани дека не постои економска исплатливост со двајца на маса, со 9,6 метри квадратни и слично, предлог мерките кои ги имаме доставено до владата треба да се земат во обзир, да се размислува во некоја конструктивна фаза, да најдеме компромисно решение помеѓу безбедноста и економската исплатливост. Повеќето угостители од Штип седнавме на маса, одржавме состанок и нашиот став е единачен дека под овие услови повеќето од нас нема да отворат поради економската неисплатливост на начинот на кој е предвидено да функционираат нашите објекти. Добро кафе, добра музика и добро друштво веројатно од четврток нема да има.